Топлотен бран од утре ја зафаќа Македонија. Следуваат денови со силно сонце и температури до 40 степени. Како што истакна дежурниот синоптичар Јулијана Фидановска-Мишковска, најтопло ќе биде во деновите од викендот, кога локално температурите ќе го достигнат и 40 степен. Во источниот регион се очекува сончево и многу топло време, сутрински температури од 13 до 20 степени, додека дневните од 33 па се до околу 40 степен. Но жештините нема да траат долго. Од вторник следува промена со нестабилност, грмежи, засилен ветер и постепено опаѓање на температурите. Најтопло се очекува по деновите од викендот, каде локално дневната температура ќе го достигне и 40 степен. Конкретно за источниот регион, значи сончево и многу топло време, а во деновите од викендот со утрински температури кои ќе бидат во интервал од 13 до 20 степени, додека деневните од 33 до 38 степени. И во првиот ден од новата работна седмица се уште ќе биде топло со високи дневни температури. За Штипскиот регион прогнозирана во понеделник дневна температура до 38 степени, веќе во вторник се очекува на повеќе места нестабилно време со пороен дожд, појава на грмежи, засилен ветер и нешто пониска дневна температура. Позначително опаѓање на температурата се очекува од среда и во деновите потоа. Во среда ќе биде доста ветровито, особено долж по батариите и во источните делови од земјава. Значи ќе имаме веќе во среда и пониски дневни температури во интервал од 27 до 32 степена. Со тоа што веќе во четврток исто така ќе имаме и разведрување и продор на постуден воздух, така што и утринската температура во четврток се очекува да биде за источниот регион во интервал од 10 до 16 степени. Апел да не се излегува безпотребно надвор, особено во периодот од 11 до 17 часот, упатуваат штипските лекари. Кога е неопходно излегувањето, велат граѓаните треба да носат лесна и светла облека, дополнително наочари, капи, шешири и задолжително шише вода со себе. Како апел, остануваат непотребно да не се изложуваат на високите температури. Значи, оние врските што мора да ги завршат, нека бидат во утринските часови некаде максимум до 11 часот, секако со доволна хидратација, со заштита, лесна облека, капа и значително да се редуцира излегувањето надвор на после 11-12 часот до некаде 17 часот, кога најмногу се чувствува високите температури. Хроничите пациенти кои што редовно имаат терапија, како што се од кардиоваскуларно заболување, пулмонарно, бремените жени, возрастните луѓе, да го одложат своето излегување надвор. Повозрастните граѓани на терен велат дека ги почитуваат препораките на лекарите, излегувајќи само рано наутро, а потоа седејќи дома во климатизирани простории. Велат дека жештините посебно влијаат на нивното здравје. Ода посенка, со војчка ладна се да дувам. И така под дома исто под онова ладилник, ама главата ме бола од него. Имам тоа, ама џаве, не помога ништо. Од детското зашо да се порано? Да пазарам и да бегам. Помогна ми девојчето, тука пиперки ми, оноде не можам да се нагредну. Стари сме. Не носам тоа, сине, ја не изгледам. Те така се. Наочари нос. Инаку температурите особено ќе се искачат во недела, кога се најавени дури 40 степени.